Во претходната епизода на вчерашни новости гледавте. Сеќаваш ја? Не да видиш од човеке. Имам јас кај едно фабриче, ми останаат бурињата што светкат навечер. Дали може некако да изсредиме? Кај мене нема легално 1000 од буре. Ти знаеш ли што имаш тука, бре? Ти го треш за јајца сега. Знаеш што треба да направиш? Нема ли кај човеков? Море, Рубин, то не е човек, тој е ѓубре. Така да знаеш, ѓубре од човек е тој. Што ѓубре од човекот, 2 сат му рековме дека ќе смениме кеш со USB и за 1,5 касниме коровме. Тај идеме, ајде за. Чекај бе човек, ме мачи однатре дека ако иземиме парите, исто ѓубре ке сте ко него. Ти нели гледаш дека никој не лежи, бе, нема правда тука, бе. Крвави пари се то, Рубин. Ќе не фати неко клетва, бе, човек. У банка ќе истајме, да му клетви не фаќат. Полека, не би. Абе што? Магналија е многу убаво цвеќе. Да, бе. И Осте макнули, тури му кур. Ама сакам да ми ветиш нешто ко човек. Дека ако иземиме сите до денар, ќе ги донираме во оние невладините што се бореа за воздухот. Абе, таа е за патни трошкови нешто, нека има, не заебаве. Абе, ќе се договориме, ајде, ќе направиме некако, ајде. Ајде, бе. Рубин, шо чепкаш без струјата ти? Довери се на Кредисимо. Со Кредисимо и нов iPhone на есен и пари на време. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо. Пари на време. Ево го Столе, тој е одличен малански играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Ново од креаторите на Бекутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Виц во аптеките близу вас. Од 18 до 24 ноември, супер понуда за супер недела во Тинекс. Екстра млеко 1 литар, 35 денари. Чоколадо Галеб 285 грама, 95 денари плюс 100 поени. И пиво Туборг 750 милилитри, 59 денари плюс 100 поени на вашата поен плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Итно ти требаат пари. Веќе секој кредит Кредисимо до плата е со 0% камата и без дополнителни трошоци, ако го вратиш во грејс периодот. Кредисимо, пари на време. Така е. Да ми игнорирате за секогаш, ова е револуција! Новојна револуција. Така е. Та нели и нас не греј исто сонце? Исто. Нели сте и ние човечки капитал? На сите ќе му се покачат платите од новиот буџет. На едните 10, на другите 25%. На сите ќе му се покачат. Имаш право, Менде. Да му влезеш и да му кажеш се, ама се да му кажеш. Ама беа со вака сличен и оти јас да одам. Само јас ка сум определено. Не одам. Деф, да те не гледам. Одма! Шо сте се собрали бре овде кој афроамериканци него, шо? Абе синдикат преме? Синдикат, ќе штрајковате? Да. Штрајк 200 метра од овде потака или од по дома. Ајде,
Тој закон не ви помина и тука ќе бидеме додека не ни ги исполните барањата. Јас сум од 6 на карате, ќе се вратам. Бараме редовно да ни се исплаќа нашата плата. Така е. И покачување исто како во државно што е. Така е! Ајде, сега готово, ајде, сега да се слушнем. Идам од банка. Ви платив плата за септември. И сега уште ќе дремите комисири? Ај, фаќете работа или да распишам конкурс Команчевски јас. Маја, ако завршиш штрајкот, дај пушче ми некој за аудиција. Немат никој, сите се ојде од Галамава, ојде од државно да работат. Повисоки плати давале. Повисоки плати даве државно. Ма ние што чекаме. Дечки, во Охис, HBO ќе снима втора сезона на Чернобил. Таму само за хорори снимање. Џорџ Клуни ќе го игра Заев. Едини пут кога сум посакала да бидам Амал. А кој ќе ја режира? Ово е Титаник, шо има логика. А Оливер Спасовски кој ги игра? Брус Вилис, Умри Машки, Рада ќе игра Никол Кидман, а улогата на министерот Насар Нуредини Едвард Нортон. Ке стават некој згоден. А во улогата на Јани Макрадули, Дженифер Лопес. Вау, топ кастинг, значи топ. Топ. Маја, стеди. Абе, многу ми се нешто што штрајков, сега немој со вилјушкар да и крени човек да работат нешто. Убаде че им помени патишо. Да им даеш по едно сценарио за спот што можеш да направат одма и да ми го презентират тука. Платено ќе биде. Види со Мајата работа. Море номче, јас сум Маја. Ама знам дека си Маја, дај да завршиме работа, се немој, ајде, бркајте таму, ајде. Ајде ќе пробам, ајде. Ќе пробам. 5 чанти ти требаат по гумени чизми. Ама пази, само по гумени чизми нагоре клот може да видат, разбираш. Тука одеднаш искача. Разбацан тип таков голем бе, диво градба, со доградба таман, во танга со гумени чизми. Ти, номче, брада да пуштиш обавезно и мора да има коњи. И пчела слетува на цвет. И онамо кај она изгаси го фенот. Фен у slow motion паѓа на земја и партал се прави. Поарно, у крупен кадар, торта, ама у форма на срце. И распарчена. Сакаш Кюбрик, Скорсезе, Ставревски? Ставревски може и Хју Грант што е. Авде ќе пееш пред милениумскиот крст, што е? Авде ќе пееш адзади. Тука нема се гледа на губа, ама тоа е. И Твојата насмевка е секогаш крај мене. И Заев како се смее? Ама на кајче. И фрла латици у вода од ружа. Тужна цела и предпоставувам гола, така? Ти мене не ме пратиш изгледа. Не, те пратам. Само чизми, бе, брат. Црно кола, со темни стакла. Ништо не се гледа. Искачаш ти, со синтесайзер. И свириш тука. И доаѓа една манекенка во рибарски чизми. И ти го мие колата. Само уста. Ја пее цела песна. Ларс фон Трир или Пендаровски. Седи сам покрај Шанзелизе и плачи. Тука да се потенцират болка, осаменост и на крај Умира тука човече у тревата. И ти му доаѓаш и го покриеш со крилцата. Катар за човече, што викаш? Мислам, оти треба да ја собериш и ова на Манчевска Ставревски да почвите со вестиве.
Ало, Ацо, ти ли си разбираш? Рики, Ристе, дека си бе, Ристе, бе? Ја не разбираш, ти шо работиш разбираш? Ја ме ја, те ме те. Еве некои вести водат. Ти шо работиш? Ви, Ацо, најхитно ми треба телефонот твој уредник, разбираш? Рики, водам вести сега, ај после да се јавам па да ти го дам броја. Може ли така? Може и многу ти фала, разбираш. Не. Емисија да почнеме. Биде така. Лека ноќ на сите гледачи и гледачки. Според последните физибилити студии дознаваме дека јас сум вашата Јована, а вие гледате Чекор за сите. Токму така, Јована. А последните физибилити студии покажуваат дека вашиот омилен водител Аце ова вечер во студиото ќе држи вуница во раце. Но да не го тупам премногу, еве што ќе гледате. Среќна вест! Стигнаа маските за заштита од ПМ частичките за хронично болните лица. Несреќна вест. Стигнаа, но се уште се во магазин. Од Министерството велат дека не може да се одлучат на кој и како да ги поделат. Инаку во оваа вест, верувале или не, ништо не измисливме. Дали конечно на повидок е решение за разубавување на градот и спас од загадениот воздух? Се разбира дека не. Но екологистите не се така песимисти како нас на кои не ни е погодена терапијата. Тие имаат физибилити студии кои покажуваат нешто сосема друго. Дупка, во дупката цвеќе, во цвеќето кислород, но што и да ви паѓа на памет, тоа е. Скопје ни почнаа со поставување на цвеќиња во дупките на патиштата. Иако оваа акција е само локална, сепак екологистите се оптимисти. Тие велат дека доколку во секоја дупка во Скопје се постават цвеќиња, градот има шанса да стане зелен град, а загадувањето да се намали за цели 72%. Тие пресметаа дека доколку сите дупки на патиштата низ Македонија станат садници, може да се сопрат климатските промени, а за 10 години да се намали и озонската дупка. Леле, прекрасно, прекрасно. Ваквата акција ја поздрави и премиерот Заев, кој најави спојување на македонски шуми и Македонија пат. А ние продолжуваме со вчерашни. Ацо? А сега се вклучуваме директно од градот кој според последните физибилити студии ја има највисоката далеководна кула. Погодувате, се работи за Ефеловата кула. Од Париз го имаме нашиот дописник кој ќе ни објасни како поминала средбата Пендаровски-Макрон на маргините на кеот на реката Сена. Господине Лепенковски, кажете ми, се живее ли после ваква епска средба? Да, како не. После средбата на Пендаровски и Макрон, животот посе изгледа се одвива сосема нормално во Франција. Како што јавуваат локалните медиуми за французите, утре е понеделник и е работен ден. Во маркетите цените се малку повисоки од кај нас. И знаете, доматот не е истиот, не е овој пластичниот нивниот. Ајфеловите кули за поклон од абсолвентска се уште се ефтини и имам едно 200 за продавање кога ќе се вратам, тоа значи улала. Ти благодарам, господине Лепенковски. А ние продолжуваме со вчерашни. Министерството за здравство има нов заменик, откако предходниот кадар на ДУИ си даде оставка поради мито. Новиот заменик министер Армен Тарслани има импресивно ЦВ, кое не се срами да го покаже. Едва и чекам да ги видам новите вециња. Мислам, не знам да имаат некои сликички, плочките, какви се, што се лавабото. За биде ме интересира, дали има биде? Или биде, како беше? Како што стои во свито на новиот заменик министр за здравство Арслани. Тој од странски јазици го разбира македонскиот, а како што Навел знае да се снајде на тој странски јазик за основни потреби, како што е да се купи леп.
да се праша за дирекции и да се пополни формулар за министер. Како што наведува Армент Арслани, со цел полесно да разбере колку плата зема во оваа странска земја, тој ги научил и арапските бројки. Се тече, а не е поплава. Времето тече и лекува се, а не само што лекува. Времето и застарува скоро се. Освен сметката за водовод од 1996-та, тоа ти е како клетва до седмо колено, која и внуците ќе ја плаќаат. Меѓу работите кои ги излечи времето е и обвинението за екс-премиерот и доктор на науки Никола Груевски за кинеските автопатишта. Мене ако ме прашуваш, судството е рак рана на ова општество. И се дека нема целосен ветинг таму, ќе нема ни правда ни мир. Еве ја, на пример, у Шведска која бев. Не знам, јас ништо не гледам телевизија. Така треба. Он крадеше, ама и градеше. А и судот го ослободи. Што повеќе од тоа? На ова со реакција се јави и самиот Груевски, кој слави година дена во екзил. Па видите вака, значи ова е само доказ дека судскиот систем кој што го гладевме со години напълно, нели? И го воспоставивме, сепак функционира. Конечно, криминалците, како Катица, како Бохи, се во затвор. Значи, дојди тоа време. И можам само слободно да повачам на Миле, на Пеше и на останатите, целата компанија. Издржете. Издржете, ќе победиме. Толку би имал да кажам, само што, една полака до вас. Чуете ми го автопатот, ја пошто ќе се вратам. И едно браво за ламниот данок. Да живее Македонија. Уште мајтапске си игра тој. Јас шо го клаваме, бе. Шо го клаваме во вестите, бе, овој. Ја една година како замина, уште звезда ќе се прави. Абе, плајте Заев, Маев, нешто. И поздрав до мојот пријател Оливер, без кого ова немаше воопшто да успее. Благодарам. А екипата на вчерашни му посакува искрени честитки за новата женитба на екс-премиерот Груевски. Нека ви е со среќа и бериќет. А ние продолжуваме со вчерашни. А сега една тажна вест. Најтажната вест. Глас се слуша, плач и лелек. Ке рече познатиот Владко Стевковски. А целиот народ се збра лелекајки кога ја дозна оваа траурна вест. Еден великан, големина, доајен, професор, доктор, легенда на македонското економско небо и поднебје. Еден судија на фудбалски надпревар помеѓу синдикалците и менаџерите на Елем, но пред се еден бизнисмен. Кочо Андјушев се откажува од политиката. Влада која што нема мандат да одлучува е политичка влада и во таа влада јас немам потреба да бидам присутен. Па како? Како можеше, бе, Кочо, сега, кога баш ти тргна сега да не напуштиш? А што, бе, зашто сега си отиде? Зашто? Што не остави вака саме? Режија, дај, молим те една пауза да се собереме, не можам вака, не можам. Покрај невработеноста, нефункционалното судство, лошата инфраструктура и сиромаштијата, последните физибилити студии укажуваат на уште еден проблем – паркинг за пратениците. Да погледнеме. Пратеник да иде и да нема каде да се паркира, да бара паркинг место, тоа е една го нема ни една институција. Не е во треба, не е во треба, на асфалт. Ама имало случаи во треба кога нема место, пошто седницата чека. Очигледно е дека законите не важат за членовите на законодавната власт. А ние продолжуваме со вчерашни. А сега се вклучуваме во една јубилејна, свечена, велелепна, грандиозна, сензационална, джетсетерска, трендсетерска манифестација. Кратијацо. Во Чернобил на југозападот Битола се одржа манифестација на која заеднички учествуваат и позицијата и опозицијата, се со цел за нивно добра.
Така е, студио овде атмосферата е скоро па славеничка. Ке беше славеничка ако имаше останато луѓе во Битола. Ке поразговараме со Милан Ранковски од СДСМ по повод манифестацијата. Што е поводов за прославата? И како што е поводов? Поводов се знае 10 ветување за затворен базен Битола. Има повод. Ќе видиме потаму ќе направиме за аеродроми за тие работи се. Не може се. А тука што има за славење? Како што ја за славење? Оти не гласат уште на сите тие ветувања, ете тоа има за славење. А сега вести од МВР. Имено според последните физибилити студии, дознаваме дека неделава МВР изведе повеќе акции кои рушеа позитивни рекорди. Камерата на вчерашни беше нем сведок на една таква велелепна акција со нашите омилени полицајци Алфа и Буби. Што направи, избега? Брсе, Буби, нема шанси да го фати. Ти реков да дојдеш со мене да го обколиме за да го фатиме. Ми рече, да. Ама фали човек, брат, фали човек. Фали ме, бој се. Го викнав шефот, знаеш? Здраво, командир. Дај еден гриз, бе. Буби, дај му еден гриз, ајде не се противи. Што правите, бе? Па цел ден го бркаме, бе. Брсе многу. Абе, колега, бркање и фаќање има разлика. Вакви што примаат со средно као вас и после сите викаат дека врска немаме. Да. Затоа највише вицови има за джандари. Не е така, командире, па и за плавуши имаш. А се не ми кажи ти мене, жена ми е плавуша. Значи има и за нив, ама повише има за нас. Кој е тој, бе? Не го најам дека. Види го какав срна изгледа. Ова е кобила, бе. Да, бе, исто е, личи на жена ми. Кобила е, да. Ало, брат, ми се деси една дешавка. Имам проблем со кобила. Абе, до сега сме фаќале коње, ма ова не знам зашо да ја фатиме, бе. Мислам, како да ја фатиме. Ај, дојди, молим те. И шо се, шо, кај ќе ја бркаме са шо да Колега, не ја бркајте, бе. Кобила сака пажња, бе. По-нежно сака. Ондека имате еден кафич со конјопој. Ќе ја однесете тамо, ќе ја частите пијачка и ќе дојде човекот. И дај уште еден гриз. Среќна вест, додека траеше оваа велелепна акција, на МВР им избега уште еден притвореник. А ние продолжуваме со вчерашни. Довери се на Кредисимо. Со Кредисимо и нов iPhone на есен и пари на време. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо. Пари на време. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Почитувани патници,
Врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Vits во аптеките близу вас. Итно ти требаат пари. Веќе секој кредит Кредисимо доплата е со 0% камата и без дополнителни трошоци, ако го вратиш во грејс периодот. Кредисимо, пари на време. Дојдовме до почетокот на чекор за сите. Ако има нешто што сакате да го додадете, а не ве прашавме, можете тоа да го сторите во коментари на YouTube. Ја се извинувам. Тело вретено, сваки поглед у срцу ме дира. Со мудрите зборови на Желјко Бебек Јоксимовиќ се одјавувам од оваа емисија наречена Дознавате последни. Шо е ова, бе? Законот за штрајк, бе, во исти ден да го донесиш и да го поништиш. Шо е ова? Твитер и Фейсбук ти креират политика, бе, на што личи тоа? Како да имат некој од штаб на ВМРО кај нив тамо што ги прави работи, бе, што им ги кажат. Плукај па лижи после, бе, биди маж, бе, да издржи цуд на збор. Кој ќе држи на збор? Све загадено, овој Етеров го загадија и све. Туку Етеров треби спотчево во Етер да се пушчит моите убави очи. Тоа љубов за нова година, да имат љубов. Ами човек ќе дојдат, не олегвај, оти сега се нервираш, оти да си нервозен. Прославен и треба да си нервозен. Јас дали се нервирам? Дали мислиш ке ми се позна глас овака оти ако малку или не? Нема гајле. Оти нема луѓе. Ами пак тој за луѓе, бе, човек, не гледаш, ке дојдат без пари, сето ке дојдат луѓе, јас на 1000 души се јавив. Онај цапари ми вели нема, одвод нема. И што да правам, да те земам од дома да ти оклантам, што ќе правиме? Ние сме тука, мораме да сме тука да си направиме да ни убаве човек. Се знаат тие работи, се знаат за сите да му мислиме што да правиме. Не е така лошо. А што да чекаме април, да се смениме сега? Ја пак тој се отиме се ги имаш се да се смениме. Остај јас да истерам на тука, ќе ти оставам сето што треба, ќе си преземиш натаму, ќе си тераме тендерите. Криво ми оти нема луѓе. Абе пак тој за луѓе, бе, човек. Ќе дојдат луѓе. Не е проблем. Ама оти нема луѓе. Абе нема луѓе, бе, човек, нема. Одат онаму Скопје и лажат било вака, било така. А не гледаш позагадено е, митола убо чисто. Рекне, работи цело време, зато една оджак не работи. Си го сервисираме, не фарла толку тие. Шо му фали? Така мафни му, ето ги гледаш. Овие старите секоја година идат. Да. Ке му дајме по нешто пекало, стило, тие работи и терат тие, немат гајле.